Во летниот период вообичаено се зголемува бројот на пациентите со топлотна исцрпеност на организмот поради дехидратација и прекумерно губење на течности и соли од телото поради високите температури. Но освен појавата на сончаница и топлотен удар, периодов се позачестени се и стомачните вируси, апелираат лекарите. Да се избегнува директна изложеност на сончевите зраци во критичните часови од денот, да се внесува доволно количество на вода и лесна исхрана, се само дел од советите на доктор Никола Стефановски од Ургентниот центар при Општа болница Куманово. Големата температура прави да се зголеми бројот на пациентите во примарните здравствени и секундарните здравствени установи со состојба така наречена топлотна исцрпеност или сончаница позната и по состојба која што е животно загрозувачка топлотен удар. Симптомите со кои што се појавуваат пациентите се вртоглавица, забрзана работа на срцето, малаксаност, повраќање, гадење, промени во столицата и слично. Светската здравствена организација дава препораки да се внимава на изложеност на високите температури, кои што преку носење на лесна облека, користење на многу течности, минимум 3 до 4 литра дневно, да се избегнува работа на сонце од 11 до 15. Покрај сите овие препораки, треба пациентот да, познавајќи го своето здравје, да се консултира со своите матични лекари при потреба. Топлотен удар сам по себе е животно загрозувачка состојба, каде што сите овие симптоми што ги набројав се како аура за почеток и за појава на самата состојба. Затоа треба да се припазува на сите овие препораки. Покрај нашето население имаме изголемен бројот на најселениците кои што се на летниот престой, значи во нашата држава, поради тоа што тие немаат својот матичен лекар или немаат обезбедена примарна здравствена установа, каде што ќе бидат примарно згрижени, тие се сите насочени кон секундарната здравствена заштита и бројот на прегледите е драстично зголемен. Симптомите со кои што се пријавуваат се гадење, повраќање, промени во столицата, промени во расположението, губење на апетит, малаксаност. Главната препорака е да се внимава на типот на храната која што се конзумира, да биде термичко, значи добро обработена храна, да биде личната хигиена запазена. Главната цел во сета таа состојба е да се рехидрира пациентот, на кој што и ние работиме и кај помладиве пациенти и кај постариве. Губењето на течности е главниот причинител за целата таа состојба која што ја добиваат првенствено. Причинителот кој што го поттикнува сето тоа е вирусот. Во 90 и голем процент е вирусно заболување, со тоа што потребна е само рехидратација и симптоматската терапија од типот, значи за болка, за гадење, за повраќање, добра исхрана и главно поминува состојбата без никакви последици. Во просек имаме 70-80 пациенти до 100 пациенти, вкупниот број за викенди бројот може да се зголемува. Имаме зголемен број на возрастни пациенти, но имаме и зголемен број на детската популација, децата кои што се многу посклони во процесот на дехидратација и кон нив пристапот е малку поразличен и повнимателен. Пожарникарите од Куманово вчера речиси 12 часа гаснеле пожар во селото Винце, каде што освен нискостеблеста шума и сува трева, биле опожарени и куќи, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според дневниот билтен на центарот, пожарот го гаснеле 3 екипи од територијалната противпожарна единица Куманово, волонтери од Црвениот крст и местното население. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека во пожарот во Кумановско Винце од опожарената сува трева била зафатена и една стара куќа во која никој не живее. Инаку опожарени грмушки и сува трева биле регистрирани и во селото Матече, а сува трева горела и во Ропалјце, соопштија денеска од регионалниот центар за управување со кризи. Дождот кој што вчера заврна на неколку места во државата ни помогна да биде изгаснат пожарот кој што се развиваше над село Сушица, над Конјаре, кој што претходно започна на територијата на општина Куманово во аторот на село Винце.
овој пожар е изгаснат на нула. Во овој момент имаме најмалку 5 активни пожари. Најтежок, најкомплексен за гасење е пожарот кој што сега гори на планината Китка, пожар кој што во неколку наврати го стававме под целосна контрола, пожар кој што во неколку наврати и целосно беше изгаснат. Пожар на кој што пред 3 дена му го зададовме конечниот удар, затоа што еден цел ден немаше ниту трак од горење. За жал, некои злобници, луѓе кои што од користолюбие или од осветнички мотиви упорно го палат и повторно подметнаа долга линија која што беше невозможно да се изгаси брзо. Овие злобници кои што палат ваков пожар на вакво место треба да знаат дека со нивното поведение ризикуваат да убијат други луѓе, да ги убијат жителите на многобројните села околу и под Китка. Затоа апелирам до локалното население да внимават на некои луѓе кои што се наоѓаат помеѓу нив, бидејќи имаме индиции дека потпалувачите се токму од тој регион. И порачува на запалувачите дека сите државни служби работат на откривање на нивниот идентитет и порано или подоцна ќе бидат изнесени пред лицето на правдата. На градскиот плоштад вчера вечер се одржа 6-тото издание на музичкиот настан Тумсток. На концертот настапија 20 на музички имиња од современата урбана сцена. Звезда на вечерта беше Тајзи, со кого младата кумановска публика пееше во еден глас. Разновидната содржина беше подготвена со цел да ги обедини љубителите на музиката од сите генерации во една динамична вечер со акцент на современата урбана сцена. Музичкиот настан е во организација на Центарот за рурален развој Бујрум со поддршка на Фондацијата за култура и спорт Куманово под покровителство на градоначалникот и Советот на општината. Центарот за рурален развој Бујрум е организација посветена на поддршка на локалниот развој, младинските иницијативи, културата и создавање на услови и можности за активно учество на граѓаните во заедницата. Инаку претходните 2 вечери на плоштадот се одржа традиционалната меѓународна музичка манифестација посветена на ромската народна песна и изведба со дувачки инструменти. Рома Труба Фест е во организација на ансамблот на народни ромски игри и песни Руши Чакир од Куманово со поддршка на општина Куманово и Министерството за култура и туризам. Пред многобројната публика фестивалот го отвори градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, нагласувајќи ја сплотеноста на мултиетничката заедница и мозаикот на обичаите, културата и традицијата. На 21-то издание на фестивалот настапија музички изведувачи и дувачки оркестри од Македонија, Србија, Бугарија и Франција. Во Куманово засега нема регистрирани случаи на западно-нилска треска. Надлежните служби будно го следат проблемот, а доколку процена дека има потреба од дополнителни третмани против кумарци, ќе интервенираме, истакна градоначалникот Максим Димитриевски. Нашите надлежни служби будно го следат овој проблем и ние секогаш постапуваме според укажувањата на Завод за здравствена заштита во Куманово. Предпоставувам дека немаме случаи поради тоа што во Куманово редовно се одвива и врши овој процес покрај авионско, претежно значи запрашуваме од земја и редовно го спроведуваме тоа и доколку надлежните проценат дека е потребно дополнително да се интервенира, ние интервенираме. Доколку имаме поплаки во одредени делови на градот, како што последниот пат беше во населба Зерен Рид, веднаш реагираме како општина, се имаме изберено оператер, уредно го извршуваме тоа. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово викендов привеле Кумановец, постапувајќи по претходна пријава дека на градскиот плоштад за време на одржување на културна манифестација го нарушил јавниот ред и мир со агресивно и непристојно однесување, информираат од секторот за внатрешни работи. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесен соодветен поднесок, додаваат од полицијата. Инаку секторот за внатрешни работи Куманово
Куманово информира за уште еден случај на приведен кумановец. Според билтенот, на 22 август во 22 часот и 30 минути полициски службеници лишиле од слобода кумановец на 30 годишна возраст, постапувајќи по претходна пријава дека на 20 август 15 минути по полноќ допирал по телото 18 годишна девојка додека се движела на улицата Никола Карев, пошто побегнал со мотоцикл. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава, соопштија надлежните. Советот на општина Куманово на 31 август ќе одржи редовна седница со предложени 107 точки на дневниот ред, меѓу нив годишните програми за работа на училиштата во Куманово, предлог одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со помалку од 25 ученици во општинските средни училишта во новата учебна година, извештаи за финансиско работење и годишен план за вработување во јавни претпријатија и општина Куманово во 2027 година, како и предлог одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Куманово за 2026 година.